Со просек од 9,53 Александар Савевски го заокружи првиот циклус на студии по технологија и биотехнологија на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Нему и на уште 21 колега денеска раководството на факултетот и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола им ги додели дипломите, со што е заокружена втората генерација дипломци. Александар, чиј научно-истражувачки труд го освои првото место, во моментов е и втора година на програмата за нутриционизам и иднината ја гледа токму на овој факултет. Сега започнав тука како демонстратор на Технолошко-техничкиот факултет Велес. Планирам да напредувам во науката во оваа област и да продолжам понатаму со продолжување на втори, на трети циклус студии, претежно во таа научно-истражувачка дејност во образованието. Планови секогаш постојат, ги согледуваме можностите, така да ќе се прилагодуваме и на можностите и нормално треба да напредуваме. Сепак имаме време за напредок и за развој понатаму. Квалитетен и стручен кадар кој стои на располагање на прехранбената индустрија. Вака деканката на Технолошко-техничкиот факултет ја оценува како оваа, така и претходната генерација на дипломци. Меѓу нив има и многумина кои преку програмата Еразмус дел од циклусот студии го следеа надвор од земјава. Последната четвртата година заминав во Пловдив преку програмата за мобилност Еразмус, каде поминав една академска година. Предностите се повеќе, покрај тоа што излегуваш во друга држава, се сретнуваш со нови луѓе, запознаваш нови ликови, веќе ти се развиваат нештата во однос на прехранбената технологија и биотехнологијата, а плановите се веќе овој септември 2014, академска 2014-2015, да запишам втор циклус студии. Веќе се конкурира во странство, па чекаме резултати. Од Технолошко-техничкиот факултет се задоволни што голем дел од дипломираните студенти се одлучуваат да го продолжат своето студирање во втор циклус. Со тоа велат уште еднаш докажуваат дека факултетот произведува кадар кој е специјализиран и стручен кога се работи за технологијата на храна и прехранбени производи. Како да не сме задоволни? Самиот просек на студенти кој што најавува дека имаме најдобар студенти на универзитетот со просек 10.00 и студент со 9.53 укажува дека добро ќе се покажеме на пазарот на трудот. Останатото кое што сме задоволни е што дел од тие студенти веќе си наоѓаат и своји работни места, а и поголем дел продолжија на вториот циклус кај нас на нашите насоки кои што ги нудиме. Од 25 мината дипломци од првата генерација се думина веќе се вработени. Професорите очекуваат дека и оваа генерација успешно ќе се покаже на пазарот на трудот, кој има исклучителна потреба од овој вид на кадар. Образованието е еден долг процес, така да овие дипломирани студенти, предпоставувам, ако не сите, најголем дел, ќе најдат и понатамошен интерес за студии на многобројните студиски програми од оваа област и на факултетот и на други сродни факултети за втор циклус на студии, а покасно и за третиот циклус на студии. Тоа е еден континуиран процес и ние максимално ќе се заложиме за пласман и за равноправност на нашите студенти на пазарот на трудот и во Републиката и пошироко. Технолошко-техничкиот факултет започна со работа во академската 2008-2009 и е најмлад член на Универзитетот Свети Климент Охридски, кој оваа година со низа активности го одбележува јубилеот 35 години научно-истражувачка работа.